Здраво и добре дојдовте на мојот YouTube канал Дома со Леа. Темата за која ќе зборувам денес е многу страшна и многу тажна. Овие видеа се информативни и служат да се поттекне дискусија меѓу родителите кои што имаат поминато многу работи, меѓу оние кои што немаат ништо поминато и допрва ги чекаат многу работи и сите лица кои што можат да придонесат на дадената тема. А моето искуство е скромно, јас имам само едно малечко бебе и секое бебе е различно, така што доколку нештата што ќе ги чуете во ова видео ви имаат смисла и мислите дека може да се применат и ви ги објаснуваат работите, ќе ми биде многу драго. Доколку имате спротивно искуство, ве молам споделете го во коментар, бидејќи на тој начин ќе расветлиме повеќе елементи и ќе им помогнеме на сите идни родители кои што го гледаат ова видео за да научат нешто повеќе за новата појава што ги има снајдена. Исто така, доколку сте медицинско лице, немојте да се навредите од базичниот начин на кој што некои можеби покомплексни работи се објаснати во рамки на 5-минутно видео. Денес кирка ми плаче за различни работи. Плаче кога ќе издосади некоја играчка, плаче кога играчката ќе падне подалеку од кај што може да докачи, плаче кога е гладна, плаче кога ќе се најде во потесна просторија во која што има многу луѓе, плаче кога брчат работи, плаче од правосмукалката, од машината за кафе, од центрифугата на машината за перење. Како што гледате, сите овие работи се конкретни причини за плачење и отстранувањето на причината или дистракција од фокусирањето на таа причина прави бебето да престане да плаче. Но во текот на овие 6 месеци не беше се така едноставно. Именно првите плачења пред кои што се почувствувавме безпомошни беа плачењата заради грчеви. Грчевите не ги спомнаа скоро сите родители на мали деца кои што ги познаваме и дека станува збор за задолжителна фаза во која што стомачето почнува да процесира работи додека да се разработи како што треба, можно е бебето да има грчеви. Да, неминовно грчевите се поврзани со работата на стомачето, меѓутоа тој дел од дефиницијата е многу мал од целокупната дефиниција за грчеви. Нажалост, дефиницијата за грчеви и не може да се даде прецизно. Кога бебето првпат почна да плаче без видлива причина, благо речено бевме извадени од памет. Јас и сопругот се сметаме себе за нормални, силни, способни личности, спремни да бидат родители. Исто така, воопшто не сме суеверни луѓе, се додека не поминат 5 минути од како бебето почнало да плаче без причина. Но најтрагично е што поставувањето лукчиња на секаде со и сите други бабини давитини кон кои што ќе прибегне родителскиот ум во паника не помагаат кога се грчеви во прашање. Во ваквите моменти на долго и измачувачко плачење на кое што не можеме да му го најдеме крајот, мајка ми знаеше да каже дека бебето плаче од уј, без притоа многу да објасни што точно е. Причина што не е конкретна, така викале старите, ништо не му е на бебето, си плаче од уј, тоа значи дека треба да се утешува и дека постепено ќе се измори и ќе престане да плаче. Ова звучеше како комплетна бабина деветина, но по целовечерни истражувања на интернет за тоа што може да е причина за ваквото плачење, дојдовме само до сознание дека зборот уј, кој што го користеле старите, медицински и на англиски се преведува како колик и така ние имаме бебиња со колики, а што се колики, исто така никој не може да објасни со прецизност. Во борбата против грчевите употребивме неколку различни средства. Најпрво се обидовме со инстант чај, кој што содржи сладок анасон, кој што наводно треба да му помогне на бебето во смирување на стомачето. Му дадовме на бебето чајчето, бебето се смири, тој ден не плачеше, ние бевме пресрекни што го најдовме веднаш така од прва решението. И утредната, кога дојде времето за плачење, ние го подготвивме чајот, бебето го испи чајот и продолжи да плаче. Потоа набавивме друг чај кој што е органски, кој што се припрема во филтер кесичка и кој што наводно е подобар од инстант чајот кој што е на база на шеќер. Го подготвивме овој чај, му го дадовме на бебето,
бебето си го испи, не плачеше тој ден, повторно бевме многу среќни се до следниот ден кога повторно му дававме чај на бебето и бебето продолжи да плаче како ништо да не сме му дали. Тогаш ги дадовме првите капки против колики. Тоа беа капки на база на ензими кои што наводно треба да му помогнат на стомачето во варењето на храната и на тој начин да ги елиминираат непријатностите кои што прават бебето да плаче. Овие капки помагаа околу 2 недели по првата употреба и потоа како да го изгубија своето дејство. И потоа преминавме на капки со лактобацилус. Се надевам дека вака се изговара. Овие капки наводно ја подобруваат цревната флора, која што кај бебето се уште е во формирање и на тој начин ги отстрануваат непријатностите во стомачето. Овие капки после првите неколку дена веќе немаат никаков ефект. И така преминавме кон користење на капки на база на Овие капки имаат ефект на иситнување на воздухот кој што е веќе влезан во дигестивниот систем. При тоа морам да напоменам дека од самиот почеток се обидувавме бебето да не прима многу воздух при цицањето, значи да е добро притиснато на градата, кога пие од шише да пие од шишиња против колики, кои што се ултра скапи шишиња и не знам колку помагаат бидејќи бебето имаше колики се до 4-тиот месец. И секако после секое цицање или пиење од шише го подждригнувавме бебето со надеж дека нема да има многу воздух останато во стомачето. Како и да е, овие капки не помогнаа сосема, но во голема мера ги ублажија епизодите на плачење, па така бебето си заплакуваше по неколку пати во денот, некогаш со видливо грчење на стомачето. Не можам да кажам дека сите бевме среќни, но можам да кажам дека сега неколку недели откако веќе немаме проблем со грчеви, не знаеме да објасниме што точно се случуваше до 4-4,5 месеци и покрај тоа што минавме низ истото речиси секој ден. На крај сакам да упатам поддршка до сите родители кои што се справуваат со грчеви и со неконтролирано плачење кај своите новородинчиња. Истражувајте ги сите препораки, трудете се да размислувате логично пред да воведете нешто ново, без разлика дали е тоа нешто што ви го продал некој медицински вебсайт или нешто што така правеле старите, па сега некој ви го нуди како решение. Доколку сте загрижени за здравјето на вашето бебе и за неговата добросостојба, контактирајте лекар, контактирајте педијатар и не се срамете да побарате помош или совет од било кој искусен родител кој што неодамна поминал токму низ што вие минате сега. Секој период од животот на бебето си носи своји предизвици. Важно е само да знаете дека каде и да е ќе им дојде крајот на овие фрустрирачки моменти. Ја изразувам мојата поддршка до сите вас. Доколку вие сакате да изразите поддршка, тоа можете да го направите со лајкнување на ова видео, со запишување на вашето искуство во коментари и особено со претплатување на каналот, со притискање на ова subscribe купченце овде долу. Ви благодарам многу на вниманието и се гледаме во наредното видео.